Високите температури, топлотниот бран која зафати Македонија, која во моментов е во портокалова фаза, ќе биде наше секојдневие и во претстојните 2 дена. Во Скопје во текот на утрешниот ден се очекува максимална температура до 39 степен. Високите температури ќе продолжат и во втората половина на месец август, можеби за неколку степени пониски, но сепак над просекот за овој месец. Температурите дневни во следните денови ќе бидат во интервал од 33 па се до 39 степен. 40 степени наместа, особено во јужното Повардарие, очекуваме во деновите од викендот, но може и локално да се достигне и 41 степен. Во Скопската котлина во текот на утрешниот ден очекуваме максимална температура до 38 степени, а во следните денови до 39 степен, значи за Скопје е највисока температура во следниве денови до 39 степени. Зголемен број на интервенции бележи итната медицинска помош. Во континуитет и Институтот за јавно здравје ги советува граѓаните да ги почитуваат препораките додека трае топлотниот бран, да можат да ги препознаат симптомите кои можат да бидат алармантни, да се избегнуваат напорни физички активности во периодот меѓу 11 и 17 часот, да се носи светла облека, доколку се престојува во затворени простории да бидат соодветно климатизирани и начинот на исхрана да биде соодветен на препораките. Но и покрај тоа што Македонија не се соочува за прв пат со топлотен бран, загрижува фактот дека некои граѓани сепак не ги почитуваат препораките. Значи, најмногу ме загрижува кај ранливите категории на лица, односно хроничните болни, кои што излегуваат во периодот кој што не е дозволен за да излегуваат на отворено, и затоа особено треба да се внимава, значи хроничните болни, особено оние кои што се со кардиоваскуларни заболувања, оние кои што се со невролошки, со белодробни заболувања, да ја земаат својата терапија редовно и соодветно да избегнуваат излегување на сонце во периодот кој што се забранува излегување на сонце. Дополнително, ние како Институт за јавно здравје имаме и препораки кои што се за вработените, особено треба да се внимава на вработени кои што се во отворени простории кои што работат, а исто така и оние кои што работат во затворени простории да бидат добро климатизирани. Исто така постојат и препораки кои што се до матичните лекари, како да ги препознаат своите симптоми, знаци, доколку дојдат пациенти, значи со топлотен едем, со топлотен удар. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати на Македонија ги повика работодавачите да спроведат мерки за заштита на здравјето и безбедноста на работниците поради високите температури што се предвидуваат во наредните денови. ССМ неколку години бара во регулативата да се наведе точно над кои температури на плюс и под кои температури на минус не треба да се работи на отворено.